Гимназија стручно, а може и уметничко. Битно е да си има диплома за средно школа. Ова се барањата во најновиот оглас на Министерството за администрација, кое вработува 14 компјутерски техничари. Не е потребно ни работно искуство, но затоа во објавата е наведено дека од примените еден ќе биде македонец, 2 турци, 2 роми и 9 албанци. Право на учество имаат сите граѓани на Република Македонија кои ги исполнуваат условите за конкурирање. Се наведува во огласот кој е последен во низа за отворени позиции во јавниот сектор. Само овој месец над десетици државни институции имаат објавено огласи за вработување и на определено и на неопределено. Во време на распишан референдум се нудат позиции на советници, соработници, помлади соработници и раководители за солидни плати. На листата вработувачи се Државниот архив, Министерствата за одбрана, за образование, за здравство, за земјоделство, Општина Центар, Општина Прилеп, Управата за хидрометеоролошки работи, Македонска навигација, ТЕЦ Неготино, Дирекцијата за заштита и спасување, Македонска радиотелевизија, новото Скопско јавно предпријатие Градски енергетски системи, Зоолошката градина. Делот огласите се и со навистина специфични барања кои се несоодветни за позициите. Така Централниот регистар кој инаку ги обединува податоците за сите фирми и организации, меѓу другото вработува книжевник, географ и експерт по одбрана, а платите што ги нуди достигнуваат и 53.000 денари. Само од почетокот на годинава се распишани огласи за вработување на над 4.000 луѓе, поголем дел на определено, а помал на неопределено. Власта ангажира луѓе и со договори на дело. Пред 10 дена Генералниот секретаријат склучи годишен договор тежок половина милион евра со Агенцијата за интелектуална собственост Артпицк, преку која ќе префрла пари по разни основи. Нема ограничување на бројот на луѓе што ќе бидат ангажирани и ќе земат дел од колачот, а поединечните исплати ќе се прават по потреба. Истовремено и повеќе државни органи и јавни предпријатија склучуваат договори со агенции за привремени вработувања за ангажирање дополнителни кадри. За оваа намена кисела вода ќе потроши 300.000 евра, град Скопје речиси 70.000, Министерството за одбрана 100.000, а комунална хигиена дури 1,8 милиони евра.